За бедно паушалче од 200 и кусур евра, избраниците на народот нема ни потреба да вложуваат многу напор. Општинските совети најчесто се места каде што се доаѓа да се испие гратис кафенци и водичка и да се земе слободен, ама платен ден од работа. Како за завршна сметка на буџет на општина Богдановци, ниту еден советник не се јавил за збори, председателот два пати прашува дали има некој што ќе се јави за збори. Според тоа јас можам да заклучам дека тука советници се дојдени на гости. Ништо поарни не се ни вработените во администрацијата. Сега е време на избори, па наместо за граѓаните, тие одработуваат за партиските челници, живеејќи во надеж дека победата може да им помогне да напреднат во кариерата. Тие не ни доаѓаат на работа како гости, туку примаат гости. Земањето на пропусница во текот на вчерашниот ден на еден вработен да оди да го пречека министерот за внатрешни работи. Пропусница по закон за административни се зема за хитни неодложни работи. Примарна цел на вработените нему е да биде сервис и да ги извршува работните обврски кои што му се, туку да оди на пречек на ваш министр. Моќта која се очекува да ја донесат министрите и триумфот на изборите, веројатно се рефлектира и врз однесувањето на советниците. Па навесто во форуми за локална демократија, советите прераснуваат во фронтови за заплашување. Во текот на одржување на седница на совет, господинот Карацки во двате наврати ме повика да сум излегол назад. Односно, секој здраворазумен човек тоа ќе го толкува како закана. Јас не се повика со тема назад, треба да повика па постакаме. Природно ми кажеш мене дека јас сум доаѓам тука за лични интереси. Да се разбереме кои се тие лични интереси. Советниците може и да се расправат, ама кога ќе ги видат одсутните градоначалници, на кои со душа чекаат да им ги вадат очите, прават се за да можат барем да сврзат некој муабет со нив. Морам, председателе, малку подолго да зборувам, бидејќи градоначалников 3 месеци не е појавен во оваа сала. Ово е дури добар, има такви кои воопшто не се обидуваат да им направат мерак, па не ни се појавуваат дури и тогаш, кога тоа според сите узанси би требало да е нивна обврска. На вакви седници не треба да не биде присутен. Ще бе прв да излезе и да има елаборирање од 1 час. Ако има проекти направено, ќе има. Ако нема, што ќе каже? Тоа е случајот со нашиот градоначалник. И на крајот, тоа веќе и не е случај, туку правило и го отсликува генерално тоа што го прават сите, од горе до долу. Ке се префрла топката од ваму таму, дриблинг, шут, гол. Единствено што е факт е тоа дека головите ги примаат жителите на аеродром, на Скопје и на Македонија. А вие сите другите дриблате феноменално. Меси. Лео Меси. Граѓаните само еднаш на 4 години не се голмани ни одбранбени играчи. Ним, само на тој еден меч, им се пружа шанса да го шутнат пеналот и самите да одлучат дали и кој и натаму ќе се обидува да ги дрибла.